Здраво дечки, како убаво се погоди. Минатата недела го возев Бубу и го споредував со Golf GTI. На Инстаграм ви кажав после дека многу подобра споредба е Бубу да се спореди со Мини Купер, конкретно Купер S, и благодарение на Сергеј во моментов имам Купер S. Купер кој што е еден од најлегендарните модели во автомобилската индустрија, кој што од секој пат знаете за моделов дека едноставно представува спорт, забава, насмевка и картинг чувство. Ај сега вака врата малце на историја. Купер као модел се представува во 1959 година, а Купер S и она познатото S лого кој што стои тука започнува да се представува веќе во 1960 година во чест на трите големи победи на рели трките во Монте Карло, и од тогаш па наваму Купер S е еден од најпрепознатливите вакви спортски модели во автомобилската индустрија. Ова е предпоследната генерација на Купер и за мене искрено можеби најубавиот Купер кој што е во моментов на понуда, бидејќи новата генерација е многу модерна, но она што е интересно па за овој модел што сите генерации многу наликуваат на оригиналната верзија на Купер. Ај сега вака, како Купер S има доста разлики и она што го зборува во претходната епизода со GTI-то, каде што кај GTI-то немаше некои големи разлики од стандардниот модел, тука има. Предната маска е многу поагресивна со тие отвори. Она што ми се допаѓа што страничните отвори се реални и се користат за ладење на кочниците и на гумите. Од страна ги имаме Купер S, логото е поставено од страна, позади исто така е препознатливо со овие два издови централно поставени, кои што прво изгледат многу кул и второ вади добар звук, тоа ќе го чуеме за кратко. Но нешто што мора да истакнам, дека ова мини денес го имам благодарение на Сергеј, кој што пред некое време ми даде прилика да го возам неговото претходно мини, тоа беше Mini One, така се водеше како Mini One, ама John Cooper Works беше пакет, да. Сега Сергеј, прво честито за новото мини. Тебе да те представам, ти си како представник од Мини Клуб Македонија. Еден од личностите кој што стварно се бори за овој бренд и овој модел да се истакне многу повеќе на македонскиот пазар. Па кажи ми прво зошто повторно на Мини? Се заљубив у брендот, у квалитетот од тоа што нуди. Ама сега еден голем напредок од Mini One на Купер S. Има доста голема разлика, да. Ајде објасни ми нешто повеќе за овој модел, за разлика од претходниот што го имаше, дизајнерскиот надвор, што најмногу ти се истакнува, што најмногу ти се допаѓа? Така, да. По успоредба со претходното тука имаме целосен лед, целосен крут, претходното беше не целосно, тука беше како У. Потоа тука имаме поголем грил, мислам, како да кажам, отвор. Да, маска. Да, маската, друго звукот. Многу различен звук според со претходното. Турбината тука многу повеќе се слуша. Тука се збори за 2.0 мотор со 178 коња. Тука е 2.0, 4 цилиндричен, турбобензинец со 170... 178, претходното беше 1500 кубика. За старото мини, тоа беше 3 цилиндри и фабрички беше 102, имаше чип околу 130-40 коња имаше. Разлика во перформанси од овото? Да, стварно голема разлика има. Многу со сеќа. Добро, дали има нешто што не ти се допаѓа кај моделов? Или нешто што би сакал во блиска иднина да го смениш, преправиш, обоиш, нешто? Добро прашање. Еден што би сменил ова, отворов би го отворил, зашто моментално не е функционален. Да, тоа е веќе фейк сега у моментов. Да. Би сакал да го сменам, да го направам функционален, да се поврза со турбината. Поголеми бандажи, можеби? Па сум размислил, ама искрено за наши улици, за нашите патишта. Да, тоа ти е паметно. Нема биде многу практично. Да, нема биде практично. Се мислев 18 кога ставам, се предомислив. Добро,
Друго што би сменил звукот. Мислам супер е звукот, убав звук вади, ама сакам малце погласно. Да му се истакне нотата повеќе. Да, и би направил нешто, дали downpipe, нешто би чепнал, сигурно. Во поглед на возење, сега за кратко се надам ќе ми дадеш прилика да го Обавезно. извозиме. Ама за овој период што го имаш, што би истакнал на кратко сега пред да влеземе за возење? Каков коментар би дал за Минива за возење? Многу интересна кола за возење, картинг. Значи влагаш у колата и самата кола те тера да ја стиснеш. Многу убава за возење. Ајде, И доста агилна. ајде, сега ќе го видиме тоа. Да. Сега внатре она што мене ми се допаѓа, што е вистинска комбинација на искрено на класично со модерно, бидејќи како надвор така и тука внатре направиле да изгледа онака кул како да се зачува старото мини, односно сите оние црти што ги имаше препознатливи во старото мини да ги има и ова ново. Односно на средниот дел тука е зачуван се уште овој кружен инструмент дел кој што тогаш бил за брзинометарот, додека сега е инфозабавниот систем и тука имаме еден убав голем екран кој што има во оваа опрема имаме Apple CarPlay, Android Auto, ги има речиси сите безбедносни системи, но исто така можете тука си контролирате и се што ви треба дополнително од забавниот систем. Нормално можете и клима уредот од таму да контролирате, но оно што е најкул што тука преку овие три кругчиња можете да контролирате и се оставени овие авионски копчиња кои што беа препознатливи тогаш, а еве ги и сега. Овде во овој пакет имаме автоматски менувач, 7 степен. Она што ми се допаѓа што пред возачот има еден многу интересен дигитален екран кој што е доста прегледен. Сега за сега вака кој што можам да видам, доста дебел волан имаме, убаво седење, убава позиција за седење и убави седишта, кои што вака можеби не изгледат нешто дека се прекомотни, но кога ќе седнете внатре стварно доста комотно. Оно што мора да се истакне дека не очекувате од овој модел да биде нешто комотен и широк, сепак намената му е нешто сосема друго, исто како и Бубу. Ова е едно лајфстайл возило за кое што уживате додека возите, но за да уживате има многу добри озвучувања. Harman Kardon и стварно се одлични, но не можам да ви го покажам бидејќи YouTube ќе ме санкционира. А сега стварно е време да почнам да го возам и со Сергеј да видиме како се однесува овој Купер S. Сега тука на располагање, кој што кажа, има 2.0 турбо бензинец со 178 конски сили и она што мене ми е многу интересно, 300 или 350 ньютон метри 300. 300 и кусор, мислам, 320, не сум сигурен. Тие ньютон метри се направени да се чувствуваат на многу помали вртежи. Како пример сега на поголем степен на менувач, кога сакаш да притиснеш, веднаш враќа брзина, 700 обрта више има сила. Реагира многу побрзо. Да. Тоа е еден од моментите што го прави овој Купер S да биде пожив, поразличен и од останатите Купери, но и од останатата конкуренција, пример од Дабартот, од GT и така натаму, кај што има малце поголем дилеј во ваквото реагирање. Да. Интересен е, многу е стабилен, човече. Много. Шина. Да. Од оваа генерација е, да, друга димензија скроз. Многу е директен воланов, тоа ми се свиѓа. Во спорт кога стоиш е многу постегнат. Сега сме во спорт. Да. Сега више приметив како Воланот е по-крута, да, и вртежите гледам дека се... Педалата се по-респонзивно. Да. Да има се поише звукови. Да. Се не ми се свија кај ова минишоп, не ми се свија. И што внатре вади звук преку звучиците. Као фейк? Да, малце фейк звук вади. Да, се чувства минимално, ама не ми смета искрено. Да, не е многу гласно. Не е толку фейк. Да. Тука е само понагласено оно што треба да го чуеме. Да. Ама па нас и ова ни е малку. Да. И човече многу е пореспонзивно. Као многу. Има многу убава тежина на волана. Ке се согласам само со тебе дека ми фалат лопатки. Да. За автоматскиот менувач, да има доле можност за доле си ги менуваш. Да. И можеби би било интересно што го ставиле доле за
да го добиеш моментот на мануел, дека тука го шалташ, ама за брзо возење искрено фалат лопаткиве. Воланот е дебел, да, ама па ми се свиѓа, имам, не знам, убава тежина на него, убава контрола, убава големина технички на воланот, не е преголем или премал. На старото беше потенок. Потенок, да, тука по убав фат ми има. И тежина му е баш идеална, не е претежок, не е ни прелесен. Пример во Абартот, во спорт, знае да ми биде малце претежок за вакви не толку брзи патишта, ама кривулести. И во тие моменти знае така, се кажам, ми треба малце да е по-лесен. Ако ќе оставиш па да биде лесен, па ептен е лесен во тој момент. Леле, човече, кола по кривини е измислена. Дај малце газ повише кога се турбината. И што збориш? Ау, бро, како звук. Ау, бро. Прво нешто што мора да истакнеме дека многу брзо залепува човече, торкот стварно го чувствуваш. И многу брзо достигнува поголеми брзини. И како враќа. Значи воопшто не губи снага, само нагоре, иде. Буквално како да те бутка. Да. Многу добри перформанси, многу добро шалтање на брзини, многу прецизно, многу линеарно, многу точно е во поглед на пример кога сега го притиснав, знае дека сега ми треба враќање на брзина и да те катапултирам. И тоа не е чекај, што сакаш да направиш, нема губење на време. Така беше на старото ми. Да. Тука беше таму убаво за секојдневно возење на нормално, а тука кога сакаш перформанси, бам, ги имаш. И покрај тоа имаш одлична опрема. Сите безбедносни системи, паркинг камера, паркинг сензори, ми се допаѓа многу овој дел тука со амбиентално осветлување, стварно многу изгледа. Знаеш што? Долго време се мислам со што би го заменил Бубу. Мислам дека полека ми го наоѓаш одговорот. Веќе неколку пати ја и ти сме збореле дека треба мини, интересно е. Да се приклучиш во друштво. Да, дојди кај нас у клуб. Ама мислам дека сега можеби стварно времето да се случи. И сите што се качеле у кола, посебно што возеле, сите биле водошеви. Од вложењето, од брзината. Многу интересно. Крут е, ама не е крут да истресаш камен од бубрек. Тука удобно крут. Ова е мини. Овие перформанси. Да не ме сватиш погрешно, претходното мини беше супер, ама тој мотор сваќам дека можеби не му прилега толку многу. Убав и се, имаш убави перформанси, не се сеќаш дека е 3 цилиндри, ама ова е мини. Да. Приметно дека моторов многу потивко и помирно работи. Од претходниот? Да, претходниот, тој многу бучно работеше. Тоа нормално можеби веќе 3 цилиндри, ама да, дефинитивно потивок тука, што па ќе кажам, нас не ни се допаѓа тоа, бидејќи како Купер сакаш да пука, да распалува, ама Мај на автопат кога возиш на поголеми. Да, не кеш да ти се дупне главата, па од друга страна. Да. Апсолутно. И мењачот многу ми се свија, многу добро шалта брзини. Предобро, не многу добро, предобро. 7 брзини е, да. Во мануелната изредба е со 6 брзини. Можеби таму е поинтересен бидејќи си поактивен со возилото, но од друга страна тука си многу побрз. Да. Добро, ако може да направиме една споредба, пример, еве во иднина, кога ќе сакаш да го замениш овој модел, ќе треба да го замениш со поновото мини. Би го заменил? Не би го заменил. Искрено не. Од која причина ме интересира, бидејќи, знаеш како, автомобилизмот денес некако иде во некоја насока која што е многу чудна за нас, тешките ентузијасти, кои што сакаме еден убав класичен дизајн, нели, на кој што е изграден овој модел или било која друга легенда,
А ги сакаме и сите придобивки од модерниот свет, од модерната ера, кај што имаме еве турбомотори со убави перформанси, убави брзи менувачи. Да. Ама некако новиве генерации се многу чудни. Да, да. Електрика, не знам сега како ти гледаш. Се новиот Cooper S mild hybrid. Да. Не е чист бензин. Што највише ти пречи кај тој модел? Дизајнот или може би перформансите? И двете. И двете? Да. Мислам пред се иста каросерија како ова. Каросерија која беше стара скоро 10 години, може и повише. Добро, тоа преку годините беше надоградувана, не е дека ама истите ова компоненти. не искача како нов модел, искача како трет фейслифт. Да. И новиот модел некако многу нежен ми е, нема некои такви спортски линии на И премодерен, ја би рекол, внатре. Да, внатре пример не ми се свијат материјалите кои ќе користат, се е платно. Да. Се е платно. Чудно платно. Врата пример тука кај што ова е пластика. На новото е платно. И вака дури еднаш возите на мини, стаи вака рака чисто нешто се потпром си изгребав. Толку беше крут, тврд материјалов и че ми се свијаше. И многу ме разочара инфотейментот. Сега дали беше од тој модел, дали не беше апдейтиран, многу кочеше. Но она што мене не ми се допаѓа, многу убаво кажа, материјалите, пример тука е кожа, убави меки материјали. Кога влезеш внатре се чувствуваш како во BMW и на крајот на денот мини, како премиум модел веќе прераснат, во лајфстайл модел кој што е за вака луѓе како нас кои што сакаме да уживаме во убави возила, си ги возиме секојдневно, сакаме да се истакнеме од се она што го гледаме во градот, од сите голфови. И на крај дојдеш ти во еден модел кој што внатре некако нивото на квалитет е опаднато, би кажал. Да, многу опаднато. Убав е, стварно убаво изгледа. Пример, кантрименот кога го возев, ме фасцинираше колку убаво изгледа. Ама не знам дали тоа му одговара на брендот. Да. Но има доста голема разлика успоредно со преходниот кантримен. И вожење, големина е доста поголем, тоа е више сериозно, фамилиарно. Не е веќе мини, макси. Возило, да, и тоа ќе кажав, баш е макси. Значи, ти представува проблем без разлика што го сакаш толку многу брендот, што едноставно се има променето. Да. Мислам дека наредно не би земал мини. Да, до толку многу? Па ново ако треба да земам, не би земал. Не ми се свиѓа. Ама имам едно прашање за тебе, вака за крај. Ајде. Дали, пример, некој пат би размислал на Abarth, GT, пример, во споредба со минито? GT. Сега ми утапа. Не, Abarthот ми се свиѓа, али Не, квалитетот на изработка внатре. Квалитетот и попрактичен. Abarthот нема ни гепек, четворица не може да се возат. Да. Од таа причина го одбирам Голфот. Сергеј? Ако треба да одберам чисто градско ауто, би го одбрал Abarthот. А минито? Дефинитивно. Покрај тоа што е пример помало? Да, ако треба да бирам чисто градско ауто, мини, Abarth па Golf. Фала ти премногу за можноста да се друг пат. проба, да се види и се гледаме во некоја наредна прилика. Се гледаме. А вие направете subscribe, ќе стварно многу ми значи вашата поддршка. Пишете некој коментар доле што мислите за Mini Cooper S и што мислите воопшто што треба друго да се вози. Фала ви многу. Чао. Поздрав.